Сите сме шокирани што луѓе возеле 30 години без возачка дозвола. Воопшто не се занимавале со регистрирани коли. Шокирани сме кога дознаваме дека шупи станувале дискотеки, дека еден од главните извозници на мозоци од кадавере Македонија. Шокирани сме што цел Луна парк во Скопје зимзолен си работел без никаква дозвола, што шумите ги касапи кои ќе стигне, што цели домакинства со години се приклучени на фантомски броила за струја, што автобуси вршат превоз на луѓе без лиценца или сами себе си даваат дозволи. Шокирани од ова, шокирани од она. Не, треба да бидеме шокирани, што 3 децении ние изгледа само глумиме држава. Да, имаме граници, знаме химна, имаме влади, председатели, собрание, устав и закони, но ништо тоа не почитуваме. Како секој да си прави што сака. И сега кога некој сака да воведе колку толку ред, не ни чини. Не ни чини Safe City, не ни чини ред во кафеарните, рестораните, не ни чини ред во градењето, не ни чини законот за пушење, ништо не ни чини. Да, најголемата вина за ваквиот трул систем ја имаат претходните власти во Македонија. Политичари, функционери, раководители. Но дел одговорноста треба да се ја препишеме и сами. Што мислите, зарем германците, французите, австриците или британците се толку фини, што кај нив нема сообраќајки, што улиците се чисти, што нема кучиња, скитници, што се откажуваат од пушење и слично? Не, драги мои, има строги закони и тие мора да се почитуваат. Пробајте да возите со 120 низ центарот на Мадрид, Париз, Лондон или Берлин. Пробајте да запалите цигара во ресторан или кафул или да се дрзнете да фрлите кеса со ѓубре од тераса. Кога ќе ве подберат, кога ќе ви јакнат казна, има да се чешате. Нема да ви текне повторно да направите нешто слично. Значи не од финоќа, туку од пусти срав. И да, кога ќе се навикнете, потоа све ќе би биде нормално. А не ние сакаме да правиме што ќе ни текне, да не почитуваме ништо, па после да кукаме. Значи сакаме да имаме панаѓур, а да глумиме дека сме држава. Не може така, драги мои.